Еден час пред почетокот на собраниската седница, на која пратениците расправаат за интерпелациите на дел од членовите на судскиот совет, тие одржуваа своја редовна седница. На неа беше изгласан дневниот ред и беа донесени неколку одлуки. Неголемиот дел од членовите за чии интерпелации се гласа во законодавниот дом беа активно вклучени и земаа збор за време на седницата. За четвртиот квартал на ниво на државата, работата на судовите се оценува како ажен. Ова не ни е баш реална слика за состојбата, ќе чекаме годишниот извештај да спреми тоа, ќе имаме поопширно. Немам никаков проблем со ниту едниот, ниту со другиот. За мене е во ред и веде генералниот секретар и друг предлог како ќе одлучите. Пред почетокот на собраниската седница, Весна Дамева побара пауза на седницата на судскиот совет, објаснувајќи дека сака да присуствува во собранието. Неколку минути подоцна пред седницата да биде затворена за јавноста, беше изгласана и последната точка и беше дадена пауза. Бидејќи веќе истекува времето, во 12 е закажана седницата на собранието за мојата интерпелација и јас би сакала да присуствам. Дали има разбирање кај колегите да се направи пауза за да можам да учествам во другите? Да ја завршиме точката, апсолутно. Ако не стигнеме да завршиме, рековме 15 до 12 прекинуваме. Членката на судскиот совет Тања Чачарова Илиевска по завршувањето на седницата изјави дека нема да присуствува во собранието. Според неа, интерпелација на член на судски совет е недозволен и противуставен акт. Овој акт што е во случајов поднесен од страна на група пратеници, кај мене се 7 души подпишани, представува, кажав и минатиот пат, преседан во досегашната парламентарна демократија на Република Северна Македонија, значи повеќе од 30 години. Досега ниту еднаш не се случило собрание да поднесе интерпелација на член на судски совет. Следните чекори на властите, доколку 5 членови на судскиот совет избрани од собранието не си поднесат оставки, не се познати, со оглед на тоа што гласањето на нивна недоверба не значи престанок на мандатот. Тие веќе писмено одговорија дека не чувствуваат морална и професионална одговорност и нема да си поднесат оставка.